Македонските компании одсега преку порталот услуги.gov.mk ќе можат електронски да добиваат 2 сертификати, без да одат во Државниот инспекторат за земјоделство. Станува збор за уверение за квалитет за земјоделски производи, преработки и стоки и еден сертификат за извоз на вино. Министерот за дигитална трансформација Андоновски рече дека овие услуги треба да им помогнат на компаниите побрзо да доаѓаат до потребните документи, што е важно за нивното работење и за извозот. За една компанија времето потребно за добивање документ не е само административно прашање. Тоа е дел од трошокот за работење, од брзината на производството и од нејзината конкурентност. Доколку институциите доцнат, доцни компанијата. Доколку постапката е сложена, растат трошоците и се намалува можноста за развој и извоз. Затоа за нас дигиталната трансформација не представува само воведување нова технологија, представува промена на начинот на кој функционира државата и на односот што институциите го имаат кон граѓаните и компаниите. Освен што документите ќе се издаваат во електронска форма, со иста правна важност како и хартиените. Целосно е дигитализирано и плаќањето на административните такси. Со ова дигитализација се поедноставува целокупната постапка за користење на услугите, се скратува времето потребно за добивање на сертификатите, се елиминира потребата од нивно лично подигнување во инспекторатот и се намалуваат финансиските трошоци што компаниите ги имаат при користењето на овие услуги. Андоновски најави дека од септември почнува ИПА проект преку кој ќе се развијат 51 нова електронска услуга. Паралелно ќе се дигитализираат уште околу 60 услуги од 10 институции, откако ќе се поедностават процедурите. Тој најави воведување систем со кој правителите ќе можат да овластуваат и други вработени да користат електронски услуги во име на компанијата, наместо тоа да го прави само одговорното лице. Мартин Арсов, Сител телевизија.